Денеска сме на овој прес, се со цел да ја запознаеме јавноста со притисоците со кои се соочуваат вработените во КПУ Затвор Скопје, а особено нашата синдикална организација. Имено, во последниот период, ние како синдикат се соочуваме со огромен притисок преку деградирање на синдикалните представници, па се до фингирани постапки, кои на крај под притисок завршуваат со отказ. Со нас денес е уште еден член кој поради банални причини, под голем притисок врз членовите на Комисијата за дисциплинска постапка, е изнудена парична казна, а потоа истата да заврши и со отказ, за кој член скоро од половина од вработените се подпишаа на иницијативата која е поттекнува од сите три синдикати, а во истата членуваат 90% од членството, за подршка на колегата Љубомир Божиновски. Поради активности кои ги презедомавме во претходните неколку денови, притисокот почна да се рефлектира и во останатите наши членови на синдикатот и почна деградирање на синдикалните лидери, што согласно Законот за работните односи и конвенциите на Меѓународната организација на трудот, кој ги има и Македонија ратификувано, е спротивно действие и во целост ги загрозува човековите права, како и слободи на синдикалното организирање. Денес сме овде и нема да застанеме. Со овој прес, напротив, доколку притисокот не запре или случајно се зголеми, ние нашето действување ќе го радикализираме и со сите легитимни мерки и средства што ни се на располагање. Сега ќе му дам збор на човекот кој доби отказ, а е подржан од сите три синдикални организации. Почитувани, јас сум Љубомир Божиновски, вработам во КПУ Затвор Скопје на место виш надзорник. Со овој прес сакам да информирам јавноста дека од 29.12.2020 година па наваму, код мене се врши класична местенка за бркање од работното место со изнесување на целосни невистини монтирани процеси. Поточно на ден 29.12.2020, извршувајќи ги работните задачи на моето работно место, колега од мојата служба кој во споредба со мене со 10 години помалку работен стаж во институцијата, ме сликаше со мобилен телефон за што бев приморан да ги известам надлежните во институцијата за сторениот негов прекршок. Истиот поучен од некого пријавува дека е нападнат од моја страна со оружје и наведува сведоци во истото службено известување, кои имаат доставено службени белешки во кои се чита дека немало никаква закана со оружје и слично. Истиот ден јас бев суспендиран од работното место до завршување на дисциплинската постапка. Зашто сметам дека по секакви принципи и кодекси истото не требаше да се случи. Иако не сум казнуван досега дисциплински во институцијата која работам 11 години, јас на дисциплинската постапка од страна на комисијата, иако сведоците ги потврдија своите известувања, бев казнет со предлог парична казна од 20%. Меѓутоа, директорот, повикувајќи се на член од законот, ја менја одлуката на комисијата и ме истерува од работа. Сакам да упатам замолница, денес кога ја испраќам жалбата до второстепена комисија, да одлучат во моја корист, бидејќи по сите докази воочиво е дека јас немам никаква вина во врска со настанот тој ден. Исто така сакам да напоменам дека сум со ретка хронична болест и ова што ми се прави моментално е многу голем стрес за мене како и за моето семејство. Меѓучовечките односи во Затвор Скопје моментално се на многу ниско ниво. И сакам да напоменам дека во претходните денови извршена е низа промени на работните места кон колеги кои се иницијатори за споменатата иницијатива, односно претседателите на два синдиката и на дел од членовите, кои беа дел од иницијативата за собирање потписи за моја поддршка. Благодарам.